Продолжуваме вечерва почитување да проучуваме за Библијата и археологијата. Во минатото предавање, вие кои бевте, зборувавме за темата како ја добивме Библијата, како сме ја добили Библијата, на кој начин таа книга, Светото писмо, значи, дошла до нашите раце. Или денеска имаме Свето писмо кое е идентично со она што го читале апостолите во нивно време, така да можеме 100% да му веруваме. Но сепак постојат сомнежи кон Светото писмо, кон Библијата. Можеме ли целосно да ја веруваме на таа света книга? Има луѓе кои постават голем прашалник. Ние токму вечерва преку овие проучување што ги имаме во оваа серија археологијата и Библијата, ќе видиме дека навистина денес поседуваме една книга, Свето писмо, кое е многу важно. Не само да го читаме туку и да веруваме во пораките кои се дадени во ова света книга, Библијата или Светото писмо. Ајде вечерва да тргнеме на едно мало патување. За да одговориме на прашањето дали може да им веруваме целосно на Библијата или на тие 66 помали книги, ние мораме почитување да се обратиме до самите археолози. Тие се најмеродавни, бидејќи тие со години, со векови на Блискиот Исток извршуваат ископавање, копат земја и пронаоѓаат навистина важни елементи, важни работи кои ја потврдуваат Библијата, односно Светото писмо. Што е тоа археологија? Веќе таа дефиниција верувам се ја знаеме сите. Археологија е наука за минатото. Значи, археологијата ни го потврдува оно што се случило во минатото, за ние да веруваме врз основа на тие докази кои ги пронашле. Библијата зборува едно, Библијата е тој атлас, тие ја следат Библијата, ја читат и одат таму кај што се тие настани случиле. И така кога вршат ископавање во самата земја, во почвата, тие пронаоѓаат докази, глинени плочки или некои други елементи в земја и го споредуваат со она што Библијата го кажува. И затоа ние на археолозите треба да им веруваме. Посебно она археологија, така наречена библиска археологија, која е за нас многу важна како христијани. Кога ќе тргнеме нова патување низ времето, неопходно е, значи, да имаме на ум она што го кажале самите критичари. Ова нова карта што ја гледаме овде, всушност се случиле сите важни настани во Библијата. Тука нова подраче, значи, тука е колевката на општеството, на човештвото. Тука се случиле најважните работи. Таму бил и рајот, таму били и првите луѓе кои Бог ги создал, таму се појавил, на жалост, и првиот грев, но она што Библијата го опишува се случува токму нова подраче. Значи, Библијата не зборува многу за Америка, не зборува за Австралија или за Индија. Библијата зборува токму за ова подраче кај што живееле првите луѓе или така наречен Стариот Исток. На прашањето, ако Библијата не е историска книга и не е точна, тогаш дали може целосно денеска да ја веруваме, се поставува прашање. Овој заклучок кој звучи доста уверливо го прифатиле многу така наречени лесни луѓе или луѓе кои лесноверни, кои не биле доволно информирани. Тие кога оделе низ тие подраче, кога шетале, гледале урнатини, камења, ѕидови разрушени и си велеле зарем овде има некои докази. Едноставно не верувале во она што Библијата го кажувала. И затоа рековме, археологијата е книга, односно наука, или студија за минатото, која доаѓа до сознание кога вршат пронаоѓање на разни елементи во земјата. Тоа се тие стари градови кои денеска можеби не постојат, но се наоѓаат доле в земја. Верувам дека сте го посетиле Стоби, овде близко до Кавадарци Стоби, или Хераклеа во Битола, близо од Битола. Навистина, кога ќе отидете таму, тие градови се земја скоро. Но археолозите копаат и ги пронаоѓаат доле в земја. Значи, некојаш постоеле тие градови, меѓутоа земјотреси, ветришта, војни, пожари, тие се уништени, но сепак сочувани се темелите или важни елементи кои се долу закопани во самата земја. Библиската археологија своето внимание го насочува токму кон рушевините и тие остатоци на разни градби, значи на разни градби или населби таму на Блискиот Исток. И затоа за нас е многу важно да ги читаме тие извештаи кои археолозите ги пишуваат. Посебно нас не интересираат тие големи пирамиди.
Сега немаме време да зборуваме како биле градени. Погледнете како се симетрични. Во тоа време, кога немало дизалици, немала таква техника, не располагали со таква техника како денеска ние што ја имаме, или ова наша генерација. Замислите, во тоа време тука складирале жито, складирале разни материјали, но биле и гробници на самите фараони, зашто секој не можел да има гробница во тоа време. Значи, тоа се тие споменици, палати, храмови, градови, библиотеки или гробници. Тука се пронајдени многу ќупови со жито, например, стари по 3-4 илјади години. Пронајдени се златни предмети, сребрени предмети, пронајдени се гробници, балзамирани тела на самите фараони, а до нив паднати или легнати нивни слуги, кои чекале или тука заедно го жртвувале својот живот со нивните господари. И затоа најстари споменици се, како што ги гледаме овде на самата слика, египетските пирамиди. Свинги или царски гробови. Еве една таква свинга. 1922 година, може да кажеме, пронајдена Тутанкамоновата гробница. Многу важна гробница, бидејќи внатре се пронајдени многу важни работи. Сите пронајдени работи помагаат да се раскаже приказната за старите цивилизации, кои се стари со илјадници години. И ние немаме денеска други докази, освен Библијата и самите пронајдени археолошки пронајдоци во земја, односно таму кај што копале. И навистина луѓето биле восхитени од тие видливи остатоци, например, на стариот Египет. Значи, тој фараон си направил своја свинга, односно маска, како да наречеме, и таа била закопана со него. Тоа се, значи, тие стари египетски пирамиди кои се многу важни за истражување, за испитување и многу важни елементи се пронајдени во самите тие пирамиди. 19-тиот век на пресвртница, може да кажеме, за библиската археологија. Што е за нас многу важно? Што се случило во тој 19 век? Например, најпознатите стручњаци на светот, помеѓу кои, еве го гледаме на самата фотографија, Фредерик Кенон, човек со блистава кариера и со блистав ум. Во тоа време, едноставно, тој бил професор. Потоа го наоѓаме и следниот господин Флидерс Питрија, професорот Олбрајт. Тоа се луѓе кои навистина допринеле за многу важни пронајдоци во земја. И Библијата е на тој начин потврдена. Ние подоцна ќе видиме малце поделу пронајдени докази кои денеска ја потврдуваат нашата Библија што ја поседуваме, дека треба да ја веруваме и дека и како и во времето на апостол Павле, на Исус Христос или кога биле старите пророци се уште живи. После Првата светска војна, самата археологија станува се попривлечна и интересна, која трае до ден денес. Во тој период се пронајдени илјадници, така наречени докази, кои ги подкрепуваат библиските извештаи дека се точни. Еве, например, професорот Брус што кажал: археологијата ги потврдува историските извештаи на Библијата од најстарите времења па се до апостолското време. Гледате, човек, може да кажеме, не христијанин, може и во Бога не верувал, но сепак не можел да замолкне кога пронашле такви докази на Блискиот Исток. Вели, археологијата ги потврдува историските извештаи на Библијата од најстарите времења па се до апостолското време. Познато е дека од историјата сме ја читале таа историја за Француската револуција. Познат е нивниот војсководител Наполеон. Еве што се случило. 1798 година Наполеон повел стотици врвни археолози, стручњаци, научници да истражат она што го опишуваат археолозите на Блискиот Исток. Тој ги повел со себе, едноставно сакал да се увери во она библиското што го пишува. Дали Библијата е во право? И затоа тој со себе повел стотици такви научници. Ги распоредил таму по Блискиот Исток и со денови, со месеци копале, едноставно сакал да се самиот увери. Ги однел во долината на
реката Нил, близу Александрија. И сега, што се случило? 1799 година. Значи, тука ги распоредил Египет, Блискиот Исток, тие научници тука со месеци работеле и нивниот труд се исплатил. 1799 година е откриена така наречена црна плоча или кај местото Розета. Значи, кај местото Розета е пронајдена ова камена плоча, црна плоча и наречена е каменот Розета. Доктор Сигфрид Хорн го запишал тој настан во неговата книга Светлина од рушевините. Еве што напишал овој господин. Еден од Наполеоновите официри 1799 година го пронашол прочениот камен од Розета. Едно од најславните откритија во Египет. Не поради самата содржина или историските информации. Значи, самиот текст кој е пронајден внатре, после ќе видиме, уште еднаш ќе се вратиме, значи текстот не е битен што пишува внатре. Тука пишува некои работи воопшто не битни за Библијата. Меѓутоа битен е текстот, зашто овој камен бил на 3 јазици напишан. На 3 јазика. После ќе ги споменеме. И понатаму вели, туку затоа што било клjuč за дешифрирање на египетските хиероглифи. Египетскиот јазик бил со векови мртов и неговите списи неразбирливи скоро 2 милениума. Значи, во тој камен или на тој камен се пронајдени надписи на 3 јазици. Писмото на каменот од Розета било напишено на 3 јазика. Првото, египетско сликовито писмо, тоа се тие хиероглифи. Јас имав прилика еден таков камен да држам, секако тоа е неоригинален камен, меѓутоа направен е за да ние видиме што е било откриено. Понатаму египетско демотско писмо и третото писмо било грчко писмо. Значи, првиот текст, вториот и третиот се идентични по содржина, но по писмото се различити. Така да, овој човек, сега што ќе го видиме, Жан Шамполион, 1822 година, успел да ги дешифрира тие текстови, благодарение на првиот, на вториот и на третиот текст. И така да тоа било модел за подосна кога ќе се пронајдат нови некои глинени плочки или надписи в земја, за да може да ги споредат што значи тоа сликовито писмо, таа буква, тоа слово или тие линии што се пронајдени. Така да благодарение на овој господин, Жан Шамполион, писмото е дешифрирано. И тоа било како големо откритие за човештвото. Ово откритие било првиот клjuč кој отварал многу врати на многу мистерии и надвор од Египет. Така да пронајдени си на друго место од Египет такви работи и тогаш се споредени и се прочитани и точно се знаело во кој век, во кое време тоа писмо е пронајдено или пишувано на кој јазик во тоа време. И луѓето можеле да, односно научниците да кажат, еде, тоа се случувало во тоа време, во тој век, за време на Мојсе, за време на Аврама или за време на некои други библиски личности. Значи, ова е првиот клjuč. Вториот клjuč за дешифрирање е пронајдено така нареченото клинасто писмо. Гледате како е овде на фотографијата. Клинасто, какви се тие букви, како клинови. Значи, тоа е пронајдено, тоа е вториот клjuč, пронајден во облик на клин. Се однесува на обележување на букви кои се користеле со надпис со писмо. Тоа е пронајдено во, ево уште фотографија, во местото Персија, кај местото Бехистуна, значи во Персија кај местото Бехистуна, 1850 година. Тоа е вториот клjuč, многу важно на полето на археологија. Значи, тие се пронајдени 2 клjučа за дешифрирање, за читање на многу текстови или глинени плочи кои се пронајдени в земја, кога археолозите ги пронашле, тие читале, но не знаеле да го дешифрират што тоа значи писмо. Благодарение на каменот од Розета и на ова клинасто писмо, подоцна можеле археолозите да дојдат до сознание што пишува во тие плочки кои ги пронашле. Значи, благодарение, почитувани
на овие писма кои се пронајдени, археолозите можеле полесно да ги прочитат сите тие стари записи, например во Египет што ги пронашле, во Вавилон, во Персија. И затоа во тоа време многу млади археолози од Европа заминале на Блискиот Исток, осоколени, потикнати дека сега можат многу полесно оно што ќе го пронајде да го прочитат, тргнале долу, заминале во долината на Еуфрат, Тигар, Месопотамија, во археолошки искупувања. И затоа, тука кога се нашле, работеле денонокно, што побрзо да пронајдат некои елементи кои ќе бидат откритие за целото човештво. Но доктор Хорн еве што напишал. Тие копале по рушевините и гробовите, дешифрирале мртви јазици и надписи, припишувале безброј стари текстови и напишале илјадници книги и написи со резултатите откритија во библиските земји, од кои многу од нив се напишани со стручен и високо технички јазик. Еве овој професор Хорн дава една своја изјава, своје видување на она што се случувало во тоа време на Блискиот Исток. Вели, пронашле многу интересни работи и тие надписи биле со стручен и високо технички јазик. Понатоа може да кажеме дека таквите откритија во земјата на Блискиот Исток потврдува дека библиските извештаи се точни, почитувани и доверливи. Така денеска кога ние имаме Библијата, треба со целосна доверба да ја читаме и да ја веруваме дека ова е Божје писмо, дека во текот на времето не дошло до некоја деформација на текстовите, дека некои се извадени, а некои додадени. Не, значи постојат 4 евангелија. Иако денеска ќе најдете вие на интернет и 5 евангелија, се зборува 5 евангелие, се зборува за Јудина посланица, за Томин и така натаму, што се тие во склопот на апокрифите. Ние зборувавме за апокрифите, она што не е вистински, лажни се тие списи, но сакале некој да ги вметнат во оние канонските списи. Познато е дека апостол Павле имал своји писари кои пишувале. Тој многу ретко пишува своји писма. Претежно негови записничари му го пишува. Меѓутоа, сака да му подметат некои посланици што не се негови, бидејќи тие подосна Бог потикна луѓе да ги препознаат оние канонските и биле ставени во тие канони, а канон значи мерка, односно правила. Значи, во тоа време, ете гледате тука разни слики, разни надписи и не можеле археолозите да ги прочитат што пишува на тие слики, но благодарение на тие два клуча, сега многу полесно може тоа да се дешифрира, да се прочита пораката која била дадена. Значи, во последните 150 години археологијата ги потврдила сите библиски извештаи како веродостојни. Многу од тие докази денес се чуваат, например, во познати музеи, како во Лондон, Лувр во Париз, во Каиро, во Пергамон, во Берлин, за кој ја ќе зборам во наредните предавања, сум бил таму во тој музеј во Берлин, навистина се чуваат оригинали. Оригинали, секако тие се земени или украдени во времето пред стотици години од Блискиот Исток и сега се чуваат во тој голем музеј во Берлин. Таму се чува оригиналната, оригиналниот зид и оригиналната врата од Вавилон, што е поставил на Навуходоносор. Оригиналните плочки се однесени таму. Тоа е интересно. И таму не можеш да сликаш со обичен апарат, со блиц, не ти дават, не ти дозволуваат. За да не соштеат тие експонати. Може внатре со часови, цел ден да поминеш и нема да ги разгледаш сите експонати што се ставени. Тоа е Пергамот во Берлин. И во други градови во Европа и во Америка се чуваат такви експонати кои се пронајдени. Например, може да спомнеме уште нешто. Благодарение на таа археологија, денеска располагаме со тврди докази дека библиските градови што се спомнати постоеле, како Александрија. Таму пронајдена голема библиотека со големи пронајдени работи. Или некои други градови како што се Лаодикеја, Смирна, Пергам, кои некои не постојат веќе, меѓутоа пронајдени се докази в земја, плочки или некои други докази кои потврдуваат она што Библијата го кажува. Или за некои, например, личности кои постоеле. Например, Аврам е маркантна библиска личност, се сметала дека само во Библијата се спомнува, нигде на друго место. Меѓутоа, археолозите подосна пронашле докази
дека Аврам постоел и дека е главна фигура во Стариот Завет и дека од него, благодарение на Аврама, е основана еврејската нација. Бидејќи Аврам е, да кажеме, првиот евреин, па од него се намножиле, се наплодиле еврејската, или евреите, може да кажеме. Значи, Аврам е библиска личност. И денеска евреите се колнат во Аврама, зашто тој им е прататко. И ние веруваме дека тој е Божи човек, потикнат, роден, да од него се намножи она лоза, она позитивната библиска лоза, што би ја рекле. Меѓутоа, денеска археолозите потврдува дека Аврам навистина постоел, дека таму во Халдејски се пронајдени докази. И еве една таква фотографија. Овде пронајдени се остатоци од времето на Аврама, онака како што навистина Библијата потврдува. Тоа се случило 1922 до 1934 година. Археологот Леонард Вули стапува на сцена. Тој со група археолози, еве ова е таа фотографија, значи заминал на југот на Ирак, за кој се смета дека се наоѓа стариот град Ур Халдејски. И таму тие пронашле докази. И уште еднаш се потврдила библиската вистина, почитуваме дека Бог е во право, дека Бог не лаже, дека ова е писмо од Бога дадено на човекот. Секако луѓе пишувале, но сепак пораката е Божја и таа порака треба да допре до секој од нас денеска. Значи, археологијата ставила точка на идејата дека извештаите за патриарсите се мит или легенда. Бидејќи така се верувало, така се проповедало дека тоа е легенда, тоа приказка за деца. Меѓутоа, денеска библиската археологија тоа го потврдува дека навистина тие личности постоеле во минатото. Еве уште една изјава на археологот Келер. Аврам не бил прост номад, туку син на големиот град од вториот милениум пред Христа. И тоа било градот Ур Халдејски. Знаеме каде Аврам живел и од каде тој тргнал, кон непознато Бог му рекол тргни. Каде? Јас ќе ти кажам. Го насочил каде да замине и каде да патува. Навистина, почитувани, Библијата е толку веродостојна, а тоа ни го потврдува и самата археологија. Прашање, можеме ли да ја веруваме на Библијата се уште денеска? Денеска милиони луѓе се во потрага за вистината. Дали е таа точна? Дали Светото писмо е точно и доверливо? Кој ја напишал Библијата? Ние подоцна во вториот дел на ово предавање ќе споменеме кој ја пишал Библијата, колку били тоа луѓе, во кој временски период е пишувана. Но сепак денеска може да кажеме милиони луѓе се во потрага по вистината. Милиони луѓе денеска и веруваат на Библијата дека е Божје писмо. Тие луѓе потекнуваат од разни општествени слоеви, и бели, и црни, и жолти, од целиот свет, од сите 4 страни на ова планета. Тука се професори, научници, адвокати, земјоделци, доктори, може да кажем учители, политичари, писатели, уметници, спортисти, па и медијски куки. Денеска постојат посебни канали на интернет кај што можете деноноќно да читате, да проучавате, да слушате пораки од Библијата, од Светото писмо. Милиони луѓе преку сите векови верувале во Библијата како Божје писмо. На сите нив, или кај сите нив, имало потик во нивните срца дека Библијата е Божје писмо упатено до нас. Како? Од каде потекнува? Дали веродостојна? Еве го првиот текст вечера што ќе го читаме. Целото писмо вели е од Бога дадено, односно вдахновено. Целото, овде пишува свето писмо. Значи целото, не само делови како некој што вел тоа важи, ова не важи. Целото писмо. Кога Павле зборува, следниот текст, некогаш многу пати на разни начини зборувал преку пророците. Бог почитувани зборувал преку пророците. Тој не им диктирал, тој им соопштувал вест, тој им кажувал настани и тие треба да го преточат со зборови, да го напишат на хартија. Значи, целото писмо е од Бога вдахновено. Понатаму, како што читавме, сите свети Божи луѓе зборувале научени од Светиот Дух, вели апостол Петар во
2 Petrova 1:21. Понатаму, уште еден текст може да кажеме, односно да споменеме, дека Библијата ја пишувале 40 писатели во период од 1600 години. 1500 години, може да кажеме, пред Христа и 100 години после Христа. И тука е завршено пишувањето на Библијата. Зашто некој денес ме праша, зашто нема нова Библија? Зашто нема додатоци? Па нема потреба. Тоа е заоквирено, урамено е веќе, нема потреба да се додават нови писма. Зашто Бог ја изнел вистината и таа вистина треба сега ние да откриеме и да ја веруваме. Значи, 1500 години пред Христа и 100 години после Христа, кога починал или умрел последниот писател на Библијата, а тоа е Јован Богослов. Ево отприлика, овие се канонските 66 библиски книги. Почнувајќи од Битие, ова е Битие или прва книга Мојсеева, подиме надолу, потоа вториот ред, овде имаме Јов, Псалмите, Исаија, па малите пророци, овие се 12 мали пророци, и одиме потоа на Новиот Завет. Значи, ова е една мала библиотека, гледате. Ние имаме една книга, еве Библијата, меѓутоа, кога ќе видиме внатре, кога ќе отвориме, имаме 66 помали книги. Тоа е една цела збирка на помали книги. Значи, денеска Библијата е достапна до секој човек. Може да се најде, спомнав минатиот пат, и на микрофилм, како нокто толку тенка, дори невидлива за очите на постарите, но сепак тука е целата ова книга вметната. Може да имате сега на мобилен, да читате на интернет. Значи, денеска нема човек кој би се оправдал и би рекол, јас немам Библија. Ако некој нема, нека ни се јави, ние ќе му набавиме, бесплатно. Битно е да ја има, да ја чита со молитва и да ги откри големите вистини на Светото писмо, зашто ова што Библијата ги опишува настаните таму на Стариот Исток, но и она што се случува денеска и што ќе се случи секако во иднина. Нажалост, некои текстови од Библијата, оригиналните, денес не се сочувани. Гледате како е пишувано на тие манускрипти, на тие папируси, на кожа, на глинени плочки. Со времето тие се истрошени. Меѓутоа, пред да се уништат, Бог потикнувал луѓе, така наречени масоретска школа, луѓе кои Библијата, односно делови од книгите, кои веќе биле истрошени од забот на времето, ги припишувале верно на оригиналот. Значи, точно гледале што пишува во оригиналот и тоа го пренесувале. Ако нешто сгрешиле, една точка, една запирка, како што вели Исус, една јота, тие тоа го кинеле, го фрлале, почнувале одново. Зашто немале како денеска компјутери, па тоа лесно да пиши бриши. Значи, биле толку, ги броеле буквите, ги броеле редовите, хоризонтално и вертикално. Морал да биде верно точно на оригиналот. И затоа, подоцна ќе видиме една фотографија таму во Кумран, пронајдени се такви записи, кумранските ракописи, кои биле споредени со денешните Библија се идентични. Значи, денеска, може да кажеме, Библијата што ја поседуваме е верна на оригиналот. Денеска во светот, знаете, постојат 5400 грчки ракописи на Новиот Завет, во склоп со оригиналниот текст и повеќе од 19.000 ракописи или преводи на други јазици. Значи, денеска Библијата се преведува на вистина скоро на сите светски, дали како цела Библија или како делови. 39 книги Стариот Завет и 27 книги Новиот Завет. Сега, овде ќе споменеме неколку пронајдени работи, кои се многу важни. Се до 19. век, старите ракописи потекнувале од 6. век или подосна, после Христа. Значи, до 19. век, старите ракописи потекнувале од 6. век и некаде после Христа. Меѓутоа, во тоа време, значи, Кодекс Ватиканус. Тој се чува, неле, и затоа има име Ватиканус, во Ватикан. Во Ватиканската библиотека во Рим. Нејзиното настанување се поврзува за 325 година и содржи поголем дел од Библијата со изузеток на неколку книги од Новиот Завет. Значи, гледате, тие пронајдени работи, овој Кодекс Ватиканус, ова е секако копија, јас тоа го сликав, значи не е оригинал, но на оригиналот така изгледа. Се чува во стакло и не може секој да го допира.
зашто може да се оштети. Тука знаете, се тоа се копии и како ја пишувале Библијата во времето на Исус Христос, па и пред него, во Стариот Завет. Но овај Кодекс Ватиканус, значи копија која се чува во Ватикан. Гледате од кога потекнува? 325 година. И таму кога ќе се споредат тие книги со денешната Библија се идентични, исти. Значи, при преводот со векови, со години, не смее да настане разлика од претходната Библија. Може да биде поразличен преводот, посовремен израз и така натаму. Меѓутоа, суштината и содржината на Библијата секогаш останува иста. Тоа го наблюдуваат посебни историчари, посебни археолози, посебни луѓе кои знаат што тоа значи. Од старите оригинални ракописи, познато е дека есените пишувале делови од Стариот Завет, така наречена масоретска школа, што пред малку спомнав. Тие препишувачи, пред да биде пронајдена печатницата, внимателно ги припишувале старите манускрипти. Значи, не дозволувале да има никаква грешка. Повторно ќе спомнам, ги броеле буквите, редовите и сите делови. Во случај на грешка, тие тоа го кинеле, го фрлале. Може да кажеме дека подосна се пронајдени многу докази, токму на овие простори, значи се пронајдени и други кодекси, како што е сега кодексот Синатикус, 1844-1853 година, кодекс Синатикус. Значи, исто така важни докази во 1853 година. Понатаму, ова е многу важно, што се случило во Кумран, 1947 година. Верувам дека за тоа сте слушали, но јас сега уште еднаш ќе спомнам. Едно момче чувало кози или овци. Таму во тие предели. Знаете, овчарите не одат постојано со козите, со овците. Тие шетаат, пасат и така натаму. За да ги врати овците, тој фрлил камен за да се уплашат и да може да се вратат овците назад. И така кога каменот го фрлил, почнал да се тркала тој камен, повие еднаш слуша удар, како нешто да се крши грнчарија. И тоа му го привлекло вниманието, и тоа момче отишло таму да види што се случува. Еве, видел ќупови, искршени, некои биле цели, и што се случува сега? Тој не знае што е тоа, оди дома, кажува на татко му. Татко му оди во град и кажува некој продавач таму, постар човек, дека син му нешто пронашол. И тој му дал ситна пара. Некој мали, не знам, шекели, како се викале парите во тоа време. Тие ќупови стоеле скоро 2000 години, сокриени овде. Во некој пронашле жито, некои други работи сокриени за време на војни, да се прехранат, како и во наше време. Знаете, луѓе закупувале во земја за време на војната. Но во некои пронашле некои свитоци кои биле многу важни, но за обичниот селенец, за обичниот пастир или овчар, тоа ништо не представувало. Тој, малце поумен човек, ги купил сите, им дал ситна пара. Кога археолози доаѓале во Каиро и се шетале, дошле токму кај тој човек кој ги чувал во својот дуќан и тој се пофрел дека нешто има за нив интересно. Археолозите му понудиле малце поголема пара за да ги добијат. И така овие докази, овие работи, експертите успеле да состават стотици делови од пронајдените и да ги споредат со денешната Библија. Посебно се истакнал професорот Обрајт, кој тргнал во испитување на овие пронајдени свитоци и ракописи. Интересно да споменеме дека еден од пронајдените свитоци е и книгата на пророк Исаија. Оригиналната, односно, рековме оригинални нема, но верен оригиналот, преписот од оригиналот. 2000 години биле сокриени в земја. Како се сочувани? Па благодарени затоа што во тие предели долу, значи се вратиме назад, има и влага, мрачно е, и светлината, топлината не му наштетило многу на тие ракописи, иако некои почнале веќе да се распаѓаат. Меѓутоа, некои биле сочувани и како што спомнав,
книгата на пророк Исаија била пронајдена. И кога е споредена со денешната Библија, исто е. Идентични се тие пораки, односно записи. Денеска се пронајдени свитоци, значи, во мртвото море или Кумран. Затоа се нарекуваат кумрански ракописи. Тие кумрански ракописи што се пронајдени се чуваат во музеј во Јерусалим, во Каиро. И гледате овој музеј како печурка, нешто слично како тие ќупови кои биле пронајдени. Меѓутоа, ова е само горниот дел. Неколку спратови повеќе в земја. В земја, сега немам фотографии, но може да ги пронајдете на интернет, ќе видите внатре како е се тоа средено. Во случај на војна, во случај на атомска војна, ова е така направен механизам како печурка да се склопи и ништо да не може да му се наштети на тие. Зашто за евреите тоа е светиња, тоа е историја. Тие се Божи народ и тие се гордеат дека Бог преку нив ја дал Библијата. И точно е. И затоа гледате, ова е направено како печурка, овој музеј. Значи, внатре може да дојдеш, да видиш, како турист. Меѓутоа, во случај на атомска хаварија, ова се затвара долу, се спушта и така тие се заштитени. Не знам каква да биде радиација, не може никој да ја наштити на тие пронајдени работи. Значи, почитувани, може да при крајот на ово размислување да резимираме и да кажеме дека денеска постојат и илјадници стари ракописи. Со големо внимание тие текстови се пренесувани од генерација на генерација. Се препишувале, денеска се преведуваат, но постојат здруженија, постојат библиски друштва, како Библиско инострано друштво од Лондон, кој меродавно да дозволува, да дава дозвола да се печати Библијата, да биде верен на оригиналот. Денеска има разни преводи, разни библии под тоа здружение или под тоа инострано друштво. И во Македонија има друштво, здружение во Скопје. Членуваат представници од сите верски заедници и кога треба да се издаде нова Библија, тие дават согласност. Ако одите во Скопје, ако овде прочитате, пишува Библиско здружение на Република Македонија. Така да Библијата мора да биде заштитена од тие напади, што денеска некој може да вметне нешто и луѓето да бидат збунити. Ајде да споменеме уште еднаш, да ги нагласиме тие важни моменти што ги откривме вечера. Број 1. Постојат многу добри причини кои треба да се знае дека Библијата е веродостојна. Второ, многуте докази од разни извори не навидуваат на заклучок дека Библијата е потполно иста, потполно единствена во поглед на своето постоење и својата порака. Број 3. Илјадници археолошки откритија во земјите на Блискиот Исток појаснуваат и потврдуваат дека историската позадина на Стариот Завет и Новиот Завет се веродостојни. Значи, не може некој да ти каже не верувај, тоа е бајка, тоа е приказка за мали деца. Не е точно. Библијата е докажена од страна на самата археологија. Понатаму, илјадници стари на Библијата со големо внимание се пренесуваат од генерација на генерација во смисол кога се препишува или кога се печати Библијата. Пето, многу исполнити пророштва кои се исполниле во текот на историјата, Библијата ги потврдила, како што се 4 светски царства. Ние живееме неле во тоа петото, како Библијата го нарекува, во поделена Европа, иако покушава да се обедини. Оној голем лик што го видел на Водоносор и Даниел му го тумачи, точно онака како што Бог го открил тој сон на Навуходоносор, тоа се исполнува денески. Број 6. Историјата и исполнетите пророштва заедно потврдуваат дека Исус е ветениот Месија, дека тој бил распнат и потоа на чуден начин станал од мртвите и повторно ќе дојде нова земја. Денеска, како што го спомнав минатиот пат, Јосиф Флавије, кој не е во рангот на библиските писатели, но живел непосредно после Христа, после Исуса, и тој испитал многу очевици, испитал многу луѓе и тоа го преточил во своите книги, еврейски старини, како се нарекува тие негови списи, и тој вели дека луѓето велеле дека постоел некој човек кој правил чуда, кој воскресувал мртви. Значи, мимо Библијата денеска постои докази дека она што се случува во минатото е веродостојно. И прашање уште еднаш, дали можеме се уште да ја веруваме на Библијата? Одговорот е, јас сум го напишал, да, барем за мене. Доказите кои ги има,
Едноставно, нема да ни дозвола да дојдеме почитувани до некој друг заклучок. Историјата, пророштвата, археологијата и илјадници стари ракописи, човечкото искуство, широм светот, едноставно, посебно животот, смртта и воскресението на Исуса Христа, како и постојањето на Библијата веќе 3,5 години, Библијата ни сведочи. 2000 години помиле од Христа, 1500 години пред Христа Библијата е пишувана, таа е се уште сведок. Многу книги се уништени, многу генерации ги немало, многу политичари кои напишале книги, како што биле за Маркс, Енгелс, политички книги, денеска се набуниште, спалени и уништени. Библијата покушавале во минатото да ја спала, да ја уништат. Меѓутоа никој не успел, зашто ова е Божја книга, ова е Божје писмо упатено до нас. Денес во светот постојат над 6900 јазици. Замислите, над 6900 јазици. А Библијата е преведена над 2528 јазици. И може да поставиме друго прашање, отворено прашање. Што Библијата сега зборува за тебе и за мене? За овие жители на овој 21 век, дали ја познаваме Библијата само како теориска книга или пак таа представува водилка во нашиот христијански живот? За Давид, за царот Давид, еве што представувала Библијата. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Ако сакаме, почитувани, да не лутаме во лавиринтите на овој свет, во нашиот духовен живот, да ја приграбиме, да ја имаме Библијата се. Ке биде како овде што гледаме на мојата и на твојата патека. Таа ќе го осветли нашиот духовен живот. Не мора да лутаме, не мора да се држиме за обичаи. Еве денеска некој светец, утре ќе биде друг, трет. Едноставно луѓето ги слават таквите светци зашто живеат во темнина, во духовен мрак, наместо да ја земат Библијата, да ја читат и да го пронајдат вистинскиот излез, односно вистинскиот пат. Еве што кажува Јован, вие ги проучувате писмата зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене, но вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот. Навистина, ова е лоша констатација. Ова Исус го кажува. Читайте ги библиските страници, Исус сака да ни каже. Проучувајте, таму ќе ме пронајдете мене, но вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот. Многу луѓе денеска ја имат Библијата како експонат. Таму во рафтот, во регалот, им стои, им собира прашина. Многу луѓе денеска ја имат како обична книга, можеби. Меѓутоа, таму е некаде и немат време да ја читат. Можеби кога ќе се разболат, можеби кога ќе падат во некоја депресија, можеби нешто кога ќе изгубат, некој банкрот ќе им дојде во нивната фирма или во нивното место на живење, или воопшто во светот кој ќе се случат некои хаварии, тогаш можеби ќе ја побарат, но може ќе биде доцна. Тогаш може не може да читат, не може да гледат, не може да слушат. Ќе биде доцна. Затоа денеска Бог нам ни порачува и на сите оние кои не слушат и гледат да ја проучуваме Библијата зашто тоа е Божје писмо. Да не каже Исус, вие не сакате да дојдете при мене за да имате живот вечен. Нека Господ навистина ни помогне да ја приграбиме Библијата, Светото писмо. Можеме ли се уште да ја веруваме на вистинитоста на Библијата, дека таа е вистинска Божја книга? Одговорот е да. Нека Господ ни помогне, почитувани, да навистина, како што вели и Јован, ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали е наукава од Бога или зборувам само од себе. Господ да ни помогне да навистина ја приграбиме Библијата, Светото писмо, додека е време. Ќе дојде време кога Библијата нема да биде достапна. Ќе дојде време кога не ќе може да ја купиме, ниту да ја набавиме. Сега е време. И да ја веруваме целосно на поракава што Бог ни упатува токму преку Светото писмо. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.